почитувани присутни, да министри на почитувани представници на любите изборно с темата сме. Значи аз би рекол една работа, кой защо, това не е задължани офицерски. Партията, која е најдолго време на власт во Македонија, без разлика што ќе признава, по 27 години, 18 години ВМРО-ДПМН има премиер на државата. По 27 години независност. Од почетокот на плурализмот во Македонија, ВМРО-ДПМН во битва има најдолго време градоначалник. ВМРО-ДПМН има потрошено најмногу општински пари и ВМРО-ДПМН има потрошено најмногу државни пари од државата во Македонија. И ВМРО-ДПМН под оваа говорница вели: вие сте еден месец на власт и без око да му требни, вика треба да го направите офицерски. Заборавате, почитувани пријатели, во овие 12 години на локална власт, две работи ни остана најосеќавани за офицерски. Едната работа е кога во претходниот мандат на Советот жестоко го браневте ставот дека во офицерски треба да се гради трговски центар. И донесовме одлука за почеток на промена на урбанистички план во офицерски. За сите што мислите дека оваа локална самоуправа започна 2013 година кога станавте советници, слободно прашајте и ќе ви кажат дека ВМРО-ДПМН донесе промена на урбанистичкиот план на офицерски. И сега ќе речете, може не е така, може не лажат, ама проверете ги за физиците и ќе ви кажат. Втората работа, што ја направите со офицерски е тоа што одавате на продажба. Никој друг владата на Никола Груевски. Од кога се случи отпор од опозицијата и од обичните граѓани во Македонија, вие истите излеговте баш Никола Груевски во памта на некоја телевизија од овие. Излезе директно во место и кажа офицерски нема да се продава. Како да јас и тој што ја распиша тука да се продажа на офицерски. Потоа продолживте она ваше кој некој го нарече заробена држава и помеѓумите пуштивте сега да се сетам за функцијата председател на владите на ВМРО-ДПМН, значи председател на владите на ВМРО-ДПМН и ни објаснуваше на телевизија што ќе се направи со офицерски. Како дојде или куќа на културата, како ќе биде онака. Значи не излезе градоначалник, не излезе председателот на Совет, не излезе некој од советниците, не излезе министерот за култура, не излезе не знам кој министер да излезе. И да ни каже председателот на владите на ВМРО-ДПМН на телевизија ни објаснуваше како ќе изгледа офицерски. Не може истина да ви кажеме нема камера или никој други. Не може да разберам по која основа човек изгледува и ни објаснува. Кој е тој функционер? И кога ќе ви речат заробена држава, вие се чудите и се лутите. Изместивте границите меѓу партијата и државата. Заборавивте што е партиско, заборавивте што е држава. Заборавивте што значи партијата, заборавивте што значи државата. И сега кога колегата Димовски зборува, шитав низ цела држава и видов дека сите се скарани, тој не беше во лодата во ВМРО беше. Ама тој вели сите сме нигде не се искарани како кајдас. Не, во ВМРО се искарани, во битува како нигде шо не се. И тој знае како во ВМРО беше, како генерален секретар на Унијата на млади сили. Не беше во СДС, во Гевгенија и во Кратово. И од тој концепт може и така е, не знам дали сте искарали или не сте искарали. Меѓутоа, вие заборавивте кај завршила партиското, заборавивте кај почнува државна. И затоа овој пример го кажувам да ви кажам како председателот на Унијата на млади сили ми раскажуваше како ќе биде офицерски. И с ден денес не може да сватам во која функција излезе човекот да ви кажа.
па новинарка да го снима, па прилог на телевизија 7 минути и така натаму. Добро, човек го пусти замина во полиција, го заборе офицерски, ама си го кажа, што си го кажа. Не беше никаков прес, значи ми објаснуваше како ги изведе офицерски. Јас не можам да сватам како унијата на млади сили знаат зашто ќе биде офицерски, од кога го повлековте од продажба. И сега ни зборувате вие, офицерски требаше влада да го направи оние месец дена готово, да го конструира да го направи. Значи ние не бегаме. И било ми е сега што вие зборувате за. Меѓутоа да знаете дека ние и кога ќе видиме влада, и кога ќе нема да се направи офицерски, ние ќе зборуваме дека треба да се направи. Ќе имаме храброст. И ќе се видиме пак и кажеме, да, овие вистина зборуваме. Дајте да ни разликаме. Значи дајте ми за разлика од вие се викате влада да го направи. 12 години идемо да сменеше влада да го направи. 12 години зборуваме, за се ќе зборуваме. Значи за LGBT ќе зборуваме. За се. Значи буквално за се. Не е странно ништо. И за радиодифузна такса ќе зборуваме. И за сите работи ќе зборуваме. Значи немаме страх дека ќе го зборуваме. Јас се кажам дека ќе биде така и ќе се сретнуваме и ќе дежураме. Сега, она што мислам дека треба уште да се потенцира за офицерски. Ние зборуваме луѓе за офицерски и повторно се враќаме на вашата негрижа. Ова што сега го носиме како одлука, не значи дека ние ќе го реставрираме офицерски со овие пари. Не значи дека ќе ги добиеме парите. Дури представниците на општината беа песимисти и кажаа дека нема да стигнат со проектот. Ова што ние го зборуваме сега е само некаква надеж дека ќе го направиме офицерски. Не дека офицерски ќе биде направен, и дека ќе ги добиеме парите. И времето кога ќе ги добиеме парите. Надежта последна умира и представникот на администрацијата каже дека може, вика и јас не верувам дека ќе стигнеме, и јас не верувам, меѓутоа може да пробам. Значи, пак оваа власт локална нема абер ништо да решава. Единствената работа што ја направивте за офицерски во овие 12 години и кога почна да пропаѓа е тоа што од околу комуналец во Совина ѓубрето и ставивте талпи на влезовите на вратите. И ништо друго. Тоа пропадна, тоа здание нема назад праќање на тоа што е сега. Не знам колку пари треба се употреба, се врати на некоја. Меѓутоа ова сега да не ги замајуваме јавноста и од дека ќе се прави. Не. Песимисти сме дека не добиеме пари, шанс да добиеме пари се многу мали, меѓутоа ќе пробаме. А локална самоуправа и понатаму нема шанс, нема намера да се занимава, нема намера да побара од некаде пари. Нема ништо, во овие 6 месеци имавме пак и локална и државна власт. Не побаравте од буџетот, што види како речката Карапашовска се донесе пари да се препрва. Немавте храброст во јануари месец да го побарате тоа плат, оти не го побаравте во јануари месец. 2 милиони евра, што ги вети Груевски планската година, дека ги префрлеше пред избори, 15 декември пред избори. Оти не побаравте, не станавте. Ама сега Карапашовска знае, треба вика да ги префрли ова влада. Треба да викаме, ние имаме храброст, викаме треба да ги префрли. Јас викам. Јас викам, вие не викам. Никој од вас не реше на 2 месеца да ни префрли Груевски парите. Никој. Како да станам говорници да кажи. Ние еднаш не станам. Да кажем дека дај да се одлука дека 2 милиони евра треба да ги префрли, ќе има во буџетот за ланската година, ќе има во оваа година. Ама сега собравте храброст да кажете дека ова треба. Не ви никој што си да викате, да треба да ги префрли, јасно. Треба да ги викаме. Еве во овие месеци на што обавезно напредуваме. И јас велам дека треба да ги префрли. Треба, викам, тие пред тоа се донесоме одлука 2 милиони евра по инфраструктура, имаме храброст да побараме. Кажете ми една таква одлука вие која донесоме. И ќе се поврат, ќе ме подстам на компанија и завршувам. Пред 4 години побаравме 1,5 милиони денари за компанија. Вие не го изгласавте и не знаете како да се однесувате. Сега пред избори 2016 година избегувате проект и го правиме компанија со не знам колку илјади евра, тоа би било 6. И вие му аплодирате овде пред договора, пред главна Магнолија.
4 години помина, кажете, 4 години изгоре тоа, ние не гласавме, не правевме ништо со копање. И сега пак ништо нема, пак помина ова, и викате, новата власт ќе направи. Те си се начини, после не знам колку потрошени пари од наша страна, да си се начини, и имате проекти кои имаше направи, полето да не прибават. Така, така.